Се најдовме со Никола Гелевски, главниот и одговорен уредник на издавачката куќа Темплум, додека уште времето може да не послужи. Добро утро, Никола. Благодарам што одвои време за овој разговор во утрински брифинг. Сакам да те прашам за овие конкурси што се сега актуелни кај вас во издавачката куќа Темплум. Првиот е со една, да речеме, доста години кои што се започнати, имено оваа година 15-та ќе биде како го објавувате конкурсот за новите, а тоа е за прв роман. Од овој конкурс, кој што можам да кажам дека ретко нашите издавачки куќи се решаваат за ваквов вид на прибирање или дури може и проверување на некој начин што се случува на сцената. Од овој конкурс излегува веќе познати имиња како Ненад Јолдески, како Иван Шопов и така. Зошто толку упорно обстојувате на овој конкурс? Фала за поканата, Сашка. Драго ми е што излегов. Мислев кога си спомрзнеме во 9 собода, али времево е прекрасно. Да, горди сме на тие 15 години. На конкурсот новите не е за роман, туку е за најдобар прозен ракопис, што значи може и раскази. Раскази, дури некои експериментални форми. И сме добивали експериментални форми. Например, мешавина меѓу нефикција, фикција, слики и така. Баш сакаме да ги охрабриме луѓето и да експериментираат, особено младите, бидејќи нели е за дебитантски ракопис, мада имавме искуцоци. Звездан Георгиевски го доби пред 2-3 години за најдобар дебитант, бидејќи немаме старосно ограничување. Така што таков е, да речам, плурален, хетероген целиот конкурс и често пати се такви ракописите. Најважен во овој, да речам, материјалниот, финансискиот дел за обстојувањето на наградата е факторот Комерцијална банка. Тој е Силија Иловски, он е поддржувач на книги, он е таму нели заменик директор со години и Комерцијална банка заправо 15 години дава пари тие 1000 евра за наградениот автор. И тоа е, мислам, огромна поддршка, не само толку финансиска, туку знаете во оваа земја кај што се трае од денес за утре, битна е и таа символичка поддршка, дека на некого можете да се подпрете подолго време и можете нешто да градите здраво, долгорочно. Така што ете, ради тоа сакам да ја истакнам нивната улога сега и да им се заблагодарам. Конкурсот трае некаде до јануари и потоа ќе ги издадете книгите на оние што жирито ќе оцени, се разбира дека се најдобри. Да. Конкурсот сега негде до 6 декември, мислам дека е. Да. И вообичаено победникот го прогласуваме последната недела на годината, на оној нашиот порано беше Гем Саем. Го правевме во одамна веќе затворениот простор во Гем. И тој саем исто има многу фина, како кажам, традиција, 10-годишна. Таму многу културни настани се случува, многу важни културни настани од книжевната сцена македонска и многу важни ликови таму продефилираат, така што сакам и таа традиција на тој саем да ја продолжиме, кој е поврзан со доделувањето на наградата новите. И оваа година прв пат ќе биде надвор саемот, нормално ради околностиве, и ќе биде најверојатно пред мобилната галерија во паркот на франкофонијата. И тоа најверојатно ќе биде, уште не сме го дефинирали датумот, деновиве ќе го дефинираме, ќе биде последната недела на декември, ќе трае веројатно 3 дена. Имате и уште еден конкурс, а тоа е за стрип. Темплум, издавачката куќа, е позната по тоа што некако ја заживеа таа стрип сцена со издавањето на графичките новели сега во поново време, на постаро време пред 20 година со излегувањето на списанието Лифт, сега тоа во електронска форма. Да, тоа ни е исто многу важно. Лифт оваа година се доделува 3-ти пат. Ние имавме списание за стрип, се викаше Лифт, излегуваше од 96 до 2001, 12 броја објавивме, ама нормално, кои сите списанија што пропаднаа, не само кај нас, до душа. Не можевме да го одржиме Лифт, ама пред неколку години го оживеавме брендот, да го наречам Лифт, во стрип едиција на Темплум, која исто се вика Лифт, и објавува графички новели. Ама за разлика од Лифт кој беше онака по-андерграунд, по-алтернативно некое четиво,
баш снажно уметнички ориентирано. Ова е полуксузна едиција, поскапи се, тврдо вкоричани се изданијата и се обрака на некоја, да речам, поелитна интелектуална публика, бидејќи тоа е интересно со стрипот. Некои работи се сменија. Стрипот денес се предава на факултети, критички студии, сето тоа многу е важен. Некои стрипови се многу важни за малцинства, права, антиколониализам, сето тоа. Така што и целните групи малку се изместуваат, се разбира, постојат и понатаму комерцијални стрипови за клинци, на трафики, ефтини и сето тоа. И тоа е устари убавината на стрипот. Толку е хетероген, толку има многу во стрипот. Ние се решивме за овој малку посериозен стрип, ама за разлика од нашата едиција Лифт, конкурсов е отворен за апсолутно сите жанрови. Имаме ограничување само до 16 страни, треба да биде стрипот што ни го испраќаат авторите. Првите 2 години беше солидно, добивавме по негде 20-тина, мислам, стрипови, од 1 до 16 страници, и после тоа најдобрите ги објавуваме во мала книга. Така што оваа година е трето издание, имаме фино жири, многу компетентно, и така, се надевам дека ќе издржиме и со оваа награда и дека низ годините квалитетот ќе расте на пристигнатите стрипови, со самото тоа ја подигаме сцената. Велиш се надевам ќе издржиме. Тоа и сакав да те прашам, во овие пандемични околности се жалат другите во културата, например во театрите, во другите изведувачки уметности, дека затворено е за нив било какво действување на некој начин, освен ако не изнајдат некои алтернативни форми, за разлика од издаваштвото, бидејќи луѓето за да конзумираат некој културен производ се вртат кон книгите. Точно ли е тоа или не е баш така? Сашка, многу ми е важно и мене и на таа моја мала екипа да ги одржуваме конкурсиве баш во социјална и општествена смисла. Нам тоа заправо, како течат годините, ни е се поголема обврска и умор. Ние практично ништо не добиваме, ама пак повторувам, многу ми е важно и од секогаш ми било важно. Јас сум издавач рече си 30 години. И не само издавач, и уредник, и колумнист и сето тоа. Многу ми е важно да го држувам, да го поттикнувам, да го негувам тој пламен некој општествен. Тоа што ужасно ни фали. Особено сега под пандемијава, ама инаку Македонија е утепана онака 300%. Ради тоа нормално и се бега од овде. Ова се некои минимални островца, жарчиња, што емитуваат некаква минимална енергија, кај што некој што не сака да се бави со глупости, а приполни сме со глупости, и мејнстрим медиумите, и ова, социјалниве мрежи, некој сака да кидне од тоа, да се бави со нешто суштинско, да создаде нешто што е добро, што некој внимателно кога го прочита, кога го награди или нема да го награди. И таа енергија ми е многу важна. И само заради тоа да се одржат такви некои мали пунктови на здравје, според мене, на психичко здравје, креативно, физичко, ако сакате на крајот на криштата, обстојуваме на ова. И истиот мотив е и зашто правиме книги во земја во која речи си никој не чита. Мислам, фрапантно е колку. Баш пред некој ден читав за Германија, тоа е таму 30-40 милиарди евра годишно книгите. Во Србија се над 100 милиона евра тој бизнис. Во Македонија е толку тоа ужасно бедно, да и уште знаете, како ти викаат, ориентирај се на пазарот, сето тоа, мислам, тотално абсурдно. Ама и покрај сите тие велам пречки и една ужасно обесхрабурувачка средина, која сите не притиска, не сме ние креативците, да кажам, и уметниците единствени жртви, ама врз нас сепак паѓа поголем товар отколку врз бирократија кои примаат плата, а ништо не работат. И покрај сето тоа, некако мене ми е важна таа енергија, па ако ништо друго и за младиве, да имаат некој урнек, да се одржува. Во контекст на тоа најавуваш и формирање на едно здружение. Да, тоа е важно прашање. Да, мало здружение, доста сме незадоволни од политиките на, кога зборам за издавачите. Мислам дека тоа важи за повеќето издавачи, ама да речеме оваа група со која јас комуницирам, 10 издавачи, со кои главно сме соработувале баш на овој сајм, што зборам, културна дешавка, да речам, кој порано се викаше ГЕМ, сега не знам како ќе го наречаме. Значи, незадоволни сме од политиките на државата, со децении на тоа поле. Книгата според нас е неверојатно важна, еден од да речам столбовите на целата
култура и мора да се планира она изворедно прецизно, паметно, великодушно, ама истовремено, како да кажам, и принципиелно и критички, целата стратегија во тоа поле. И сакаме со ова мало здружение да ги помогнеме тие процеси и да внесеме повеќе критичност во. Знаете, никој не сме заправо да ги критикува политиките на државата на ова поле, освен од личен наглед. Не ми дававте мене пари. Динава требаше оваа книга да добие, а знаете, на тој начин желењето нигде не води. Она секогаш кога те откачат, кој што те откачуваат грубо, без аргументи. Така што свакаме дека здружувањето е еден од ретките начини гласот, нема да ни го примат ни тогаш. Убеден сум, оваа земја е бирократски толку угушена. Добро, може влијание да остварите, да, така. барем малку повеќе ќе одекне тој глас на протест или на конструктивни предлози. Не сакаме нормално само критикуваме. Сакаме да имаме нови добри предлози во полза на издаваштвото. И тоа мало, да речам, здружение ќе го промовираме баш на овој саем во наводници, што ќе биде пред мобилната на крајот на декември. На декември. Никола, ти благодарам многу за овој блиц разговор и за овие најнови информации во светот на издаваштвото. Тоа беше Никола Гелевски, главен уредник на издавачката куќа Темплум.